Шокантна статистика. Дури 70% од луѓето на глобално ниво страдаат од недостаток на витамин D. Или недостатокот од овој витамин се движи 32% кај здравствените работници, 48% кај децата од 9 до 11 години и дури 76% кај трудниците, што понатаму има фатално влијание кај бебињата со автоимуни болести и други компликации. Според истражувањето на Афродита Танеска, специјалист за биохемиски анализи од Прилеп, ситуацијата била иста и во Македонија, со тоа што поголем недостаток на овој витамин имале жените од мажите. Танеска вери веќе дека 2 децении светот се соочувал со пандемија од недостаток на D витамин, а најголем причинител за ова бил начинот на живот во затворени простории, без излегување на сонце и неземањето на суплементи во зима. Доколку е летно време, многу е лесно. Се од 15 до 30 минути изложување на сонце го достигнуваме нивото на D витамин, а доколку сме во зимски период, секако треба храна побогата со D витамин, тоа е мрсна храна, масни риби, млечни производи, мешунки и сепак тоа е толку малку и не го задоволува на ниво на D витамин, потребно да се земат суплементи. Пред се, ништо да не се зема на своја рака, секогаш да биде со договор со матичен специјалист и исто така многу е битно да се внимава ако се земаат поголеми концентрации на D витамин, да се зема и К2 и магнезиум, затоа што магнезиумот брза за да му помогне на D витаминот да се претвори во активна форма и тој се троши. D витаминот стана актуелен со корона кризата, кога најголем дел од луѓето конзумираа вакви суплементи. Танеска вели дека сепак 100% научно не било докажано дека D витаминот помага при заболувањето од COVID, но најголем дел од истражувањата воделе кон тоа. Едно наше истражување од Македонија направено од наш фармацевт докажало дека пошто короната ги напаѓа и клетките на белите дробови, дека при недостаток на D витамин доаѓа до недостаток на сурфактант. Тоа е една субстанца која што ги отвора алвеолите и се прави размена на гасовите. Знаеме какви проблеми имаја луѓето со корона, со дишењето, со кислород и слично. Сега при недостаток на D витамин, немајќи го овој сурфактант, едноставно алвеолите се истишуваат и гдуваме како во празен балон. Таа е поврзаноста, на пример. Но сепак, значи, уште треба време за да се докаже дека вистина постои корелација за дефицит со D витамин и развојот и прогнозата на COVID болеста. Танеска издаде и труд за D витаминот во зима, со истражување на лица од 40 до 80 години, со кое што се потврдува дека со староста и патолошките состојби се зголемува и недостатокот на овој витамин.